Почитувани, она што го видовме денеска не е суд и правда, туку реализација на партиско-политички нарачки и неправда. Невини луѓе кои ниту оствариле каква било имотна корист и не предизвикале никаква штета се осудуваат со драконски казни, а Зоран Заев, кого целата јавност го виде како бара подкуп, се ослободува од каква било одговорност. Без ниту еден доказ, без никаква надлежност, судот прифати обвинение покренато од партискиот орган СЈО и судијата Добрила Кацарска денеска изрече осудителна пресуда и казна затвор од времетраење од 9 години. Вакви процеси, какви што води судот под притисок на криминалниот картел на власт, се водат само во Северна Кореја, а може би ни таму. Вакви пресуди врз вакви докази не изрекувале ниту црвените кмери во Камбоџа. Правосудството денеска го допре дното. Ниту некој прибавил противправна имотна корист, ниту е направена материјална штета. Набавените возила се уште се користат во Министерството за внатрешни работи. Постапката за набавка на 300 автомобили е спроведена согласно закон и потребите на полицијата. Постапката е завршена со јавно отворање на понудите, пошто е донесен извештај со предлог за избор за најповолен понудувач. Одлуката за избор ја донела Комисија за јавни набавки, која е составена од искусни професионалци и специјалисти за јавни набавки, кои ја сугерирале и примениле одредбата од неговата одлука за јавна набавка која се однесува на деливоста на набавката внатре во лотовите. Сведочењето на членовите на Комисијата за јавни набавки се во прилог на одбраната. Сите сведоци кажаа дека постапиле согласно закон и согласно интересите и потребите на службата, без никој да им се меша во одлучувањето. Одлуката со која СЈО ја темели својата надлежност врз предметот е невалидна. Имено предметот СЈО го заснува само врз еден приватен телефонски разговор. Впрочем, и самото СЈО тврди дека економските оператори чија понуда била избрана на тендерот не оствариле екстра профит, односно им била исплатена реалната вредност на возилата. Почитувани, СЈО нема ниту еден издржан аргумент. Пресудата, особено незината висина, е одраз на политичкиот притисок од страна на картелот на власт. Зоран Заев лично го најави овој прогон и во неговата изјава пред неколку дена ги најави првите пресуди. Ова е крах за македонското судство и понижување на целата правна фела. Денеска судството го погреба правото и правната држава. Република Македонија станува држава во која има политички осуденици, а лица како Заев, кои целата јавност ги виде како бараат 1 евро за црквата и 1 евро за вицето, се шетаат слободно. На таквото однесување мора брзо да му дојде крајот. Ви благодарам.